граѓани, еве дојдовме и до ситуација да разговараме на пленарна седница за предлозите за уставни суди во Уставниот суд на Република Македонија, како една институција која што треба да ги контролира сите текови на донесување и реализација на сите закони, дали се согласно Устав, односно другите прописи дали се согласно закон. Меѓутоа, начинот на кој што постапува како актуелно мнозинство владеачко и начинот на кој што се носат овие процедури за избор на вакви судии е ни малку ни повеќе кршење на самиот Устав, на самиот закон, кој што токму овој Уставен суд треба утре да го санкционира, односно да донесе одреден став и да се произнесе по ваквите одлуки за тоа дали одредени законски одредби ќе ги укине или ќе ги поништи. Мораме да ги наведеме самите надлежности на Уставниот суд. Ова го потенцирам бидејќи изворните надлежности и изворот на постапување на овој суд е исклучиво во Уставот на Република Македонија. Не постои закон за Уставен суд и имено ова е една институција каде што единствено согласно Устав се регулираат сите постапки и начинот на постапување пред самиот Уставен суд, за кој што морам од старт да потенцирам. Ако за основен суд имаме критериуми кои што треба да ги исполнуваат оние кои што сакат да бидат суди во основен суд, за после дополнително да напредуваат во апелационен и другите повисоки судови, за Уставниот суд ни треба единствено само истакнат правник. Но овде се сведуваме на една друга ситуација. Овие уставни судии, конкретно Уставниот суд, нема рокови на постапување. Согласно Уставот, во неколку членови е уредено неговото работење и затоа сме доведени во ситуација во која што сме доведени. Не постапуваат по она што не им е дадено како наредба од министерот и од актуелната извршна власт, која има влијание и врз Уставниот суд покрај целокупното судство како независно судство кое што треба да биде. Меѓутоа, поделбата на власта воопшто не функционира и затоа сме во ситуација во која што сме, односно имаме 92% недоверба на граѓаните во судскиот систем и во целокупното правосудство. Но, како кандидат за уставен судија, Фатмир Скендер, не познавајќи го лично, не му дадовте можност на човекот да дојде да се представи на самата комисија, да си ги каже своите визии и во кој дел од уставните надлежности кои што му се дадени согласно Уставот ќе биде додадена вредност во одлучувањето и носењето на одлуките на Уставниот суд, за кој што потенцирам е единствен орган кој што има надлежност за укинување и поништување на одредбите кои што не се согласно Уставот, а и на другите прописи кои што не се во согласно со законот. Така, во членот 108 од Уставот на Република Македонија вели вака: Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката која штити уставноста и законитоста. Сега, по иницијативите кои што се доставени до Уставниот суд, истиот нема рок на одлучување. Вака се однесуваше со така нареченото противуставно СЈО, вака се однесува спрема сите иницијативи кои што не се од полза на актуелната власт. Затоа потенцирам овој начин и на избор на уставни судии и функционирање на Уставниот суд е рак-рана која што мора допрва во најкраток можен рок да се нормира, односно да може да биде внесен во одредена правна рамка и да има начин на постапување со соодветни рокови и постапки како истиот ќе постапува. Во Уставот, во членот 110, ги цитирам надлежностите кои што кажав, се изворна надлежност за работење на Уставниот суд. Имено, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот. Одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите. Ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот, што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичко здружување, действување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Решава за судирот на надлежности меѓу носителите на
законодавната, извршната и судската власт. Внимавајте, единствен орган кој има надлежност да решава за судир меѓу органите на државната управа, односно по извршната власт, законодавната власт, односно законодавниот дом и судската власт. Тоа значи дека истиот има огромни овластувања кои што не ги користи, односно ги користи по диктат на актуелната власт. Одлучува за одговорноста на председателот на Републиката. Одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии на Сдруженијата на граѓани и одлучува и за други прашања утврдени со Уставот. Ова го потенцирав, бидејќи, почитувани граѓани, овој Уставен суд, како што во моментот се комплетира, односно се доекипира од страна на парламентарното мнозинство, истиот не нуди квалитетни решенија кои што ќе имаат додадена вредност во една од овие надлежности кои што му се дадени согласно Уставот. Бидејќи почитуваниот колега кој што го предложи овој кандидат, со целосен респект, меѓутоа не можеме да разговараме за личност за која што немаме на увид, односно истиот да се произнесе во кој дел овде ќе се носи со надлежностите и ќе имаме додадена вредност од негова страна. Единствено што можеме да видиме е дека е судија во граѓански суд, во апелационен суд во Скопје, меѓутоа не можеме да ја видиме врската на која што овој кандидат ќе се произнесе по сите надлежности согласно Уставот на Република Македонија. Но Уставниот суд е единствениот суд, односно единствениот орган кој што повторно потенциран во Уставот е определено и согласно членот 113 од Уставот на Република Македонија вели вака: начинот и работата и постапката пред Уставниот суд се уредуваат со акт на судот. Единствениот орган кој што сами од себе си се уредува, без да имаме соодветна контролен механизам во однос на тоа како се уредени овие процеси, а истиот може да ги уредува сите други законски и подзаконски акти во однос на тоа дали се истите усогласени согласно Уставот и законот, и единствен орган кој што не сноси никаква одговорност во делот на негово постапување или непостапување. Една од клучните работи кои што ги имаме единствено по поднесените иницијативи излегуваат на пресконференции и се фалат дека е постапено, односно е покрената постапка по соодветни иницијативи и тука застанува работата. Не се произнесуваат за тоа дали нешто е согласно Устав или не е согласно Уставот. И затоа ваквите текови и работење на Уставниот суд мора допрва да бидат сменети, за да имаме конкретна одговорност и да знаеме што, како конкретно овие суди начело со председателката Русковска, која што си дозволи да сугерира на законодавниот дом, да ги повикува пратениците за нешто за што самата таа е виновна и актуелното парламентарно мнозинство. Ова го потенцирав и претходно и го кажувам уште еднаш. Она председателка на Уставниот суд, која што повикува пратениците да се издигнеле над одредени ставови во однос на избор на уставни судии, да се преиспита во однос на работењето и во однос на давањето пораки на законодавниот дом. Зошто? Истите овие предлози можело да бидат доставени многу порано, да се разгледале во соодветна процедура, а не сега, спротивно на деловникот, да истите се форсираат и самите да навлегувате во неделовнички постапки, бидејќи во самото образложение, како што потенцирав, наведувате дека ова го носите исклучиво поради брзање, односно исклучиво да се доекипира партискиот Уставен суд. Затоа, почитувани колеги, затоа почитувана македонска јавност, овие кандидати, како кандидати за уставни судии, немавме можност да поразговараме со нив, а ниту очекуваме дека во однос на уставно загарантираните надлежности кои што ќе ги носат допрва во наредните 9 години, ќе имаме соодветни одлуки за поништување или укинување на одредени одредби. Ве благодарам.